Директорке, добар ден. Ова е прво интервју за нашата телевизија и официјално како директор на ЈЗО Општа болница Струмица. Би сакала да ве запрашам. Ги оставивте децата под наводници и го прифативте предизвикот да бидете прв човек кој што ќе раководи Општа болница од Струмица. Предизвик голем, која е она мисија која што вие ќе ја водите и што е она кое што беше пресудно за да одлучите и да го прифатите предизвикот за водење на Општа болница Струмица со оглед на фактот дека во моментов имаме и епидемија. Ви благодарам за честитките. Значи, на ова место јас доаѓам после пензионирањето на доктор Наки Гогов. Значи, заминува во пензија. Јас му благодарам за сето тоа што го има дадено, целиот свој допринос како лекар, невролог во Општа болница Струмица, потоа како директор во последните неколку години. И јас продолжувам оно каде што тој застана. Значи, да раководиш со една ваква институција како што е Општа болница Струмица и било која друга здравствена установа е огромна чест од една страна, од друга страна огромна одговорност. Работиме со доста сензитивна популација, значи од едната страна ни се пациентите, од другата страна ни се здравствените работници, ние мораме заедно да функционираме. Јас му посакувам на доктор Наке спокојни пензионерски денови. Го повикувам секој да биде тука, за да размениме мислење и искуство од она кој што го имал во претходниот период. Затоа што работата во здравството е еден континуитет во работењето и не само од страната на директорот, туку и од страната на сите мои колеги здравствени работници, затоа што ако сакаме да бидеме успешни, можеме да бидеме само ако работиме тимски. Нашата работа е тимска. И колегите, и медицинските сестри, значи целиот персонал во болницата. И ме прашавте, јас морам да кажам, значи нема да го напуштам моето место на педиатрија. Понатаму ќе се обидам да продолжам да функционирам и на мој термин и да дежурам, затоа што имам само тројца колеги педиатри во моментот. Да, јас бев одсутна еден период од 3,5 години, бев пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Меѓутоа, мој предизвик секогаш била професијата како лекар и мислам дека тоа ми беше основната мотивација, значи таа што ми ја дават мотивацијата, еланот, силата што ми ја дават пациентите, е тоа што ме врати да бидам повторно овде и нема да се откажам да бидам со нив, им стојам секогаш на располагање. Ќе продолжам да функционирам колку се моите можности на оддел за педиатрија и овде и се надевам дека заедно со моите колеги ќе направиме да Општа болница Струмица биде во интерес и ги пружа сите оние услуги кои што треба да ги пружа една ваква болница и кој што покрива еден огромен југоисточен регион. Изминатата година се соочивме со COVID-19, но не застана COVID-19 и во моментов се уште имаме пациенти кои што се позитивни и секако под хоспитализација. Каква е во моментов состојбата во Струмичката болница, иако е, пак ќе повторам, премногу рано како директор на болницата да знаете буквално се што се случува, но бидејќи не сте човек од надвор, сепак сте и лекар во болницата долги години, каква е во моментов состојбата со COVID-19? За жал, не само Република Северна Македонија, значи цел свет се соочува со COVID пандемијата. Беше доста тешко. Јас се заблагодарувам и на претходниот директор и на сите здравствени работници, затоа што сме многу малку, колку сме толку сме, меѓутоа успеавме во изминатиот период да се справиме со проблемите кои што произлегоа и во однос на просторот. Знаете дека беа приспособени хируршките амбуланти за дополнителни легла за ковид пациенти, кои што некаде околу 20 ги дополнуваа леглата кои што веќе ги имаме на одделот за инфективни болести. И огромен број на пациенти поминаа. Овозможивме со персоналот кој што го имаме и покрај тоа што имавме доста и кои што беа болни од ковид, успеавме некако заедно со специјализантите да им пружиме колку можеме здравствена услуга на оние кои што им беше потребна и во дневна болница и на лежачките пациенти. Јас се надевам спрема податоците кои што ги имам овие денови дека постепено бранот се намалува. Имаме помал број, сме имале по 100-120, сега бројот е многу помал. Во моментот имаме 6 хоспитализирани, 16 на дневна болница. Од нив 5 имаме на кислородна поддршка. Јас се надевам дека во наредниот период нема да имаме зголемување, меѓутоа тоа зависи од сите нас. Значи понатаму мора да се придржуваме на сите оние мерки, држењето на дистанца, носењето на маска, одржувањето на хигиена на рацете, а да се надеваме дека во наредниот период нема да имаме нови пикови, ако
ако тоа ни се случи, веќе сме подготвени со модуларната болница. Струмичката болница доби ковид центар како и многу други градови и болници низ земјава. До каде се активностите околу новиот ковид центар и кога се очекува да бидат трансферирани пациентите? Да, во модуларната болница, така, значи требаше да биде овие денови отворена, меѓутоа поради некои дополнителни обврски кои што ги имаме за средување на надворешниот простор, јас се надевам дека за краток период ќе биде, не сакам да карикирам, можеби една недела отворена и модуларната болница. Комплетно е опремена, има капацитет од 37 легла и ќе можеме, ако евентуално е бројот на пациентите помал, да тие пациенти од ковид центарот кој што не е во хируршките амбуланти го префрлиме, значи, во модуларната болница, за да можеме да ги ослободиме овие амбуланти и да може полесно да функционира амбулантскиот дел и се разбира мој термин кај лекарите за лекување на другите диагнози. Јас сакам да се благодарам и на специјализантите кои што навистина активно се вклучија, млади лекари во работата во ковид центрот, затоа што имавме тројца инфектолози, значи еден имавме одсутен. И тие навистина дадоа голем придонес за да можат да го пополнат тој број на лекари кои што навистина ни недостасува. Имавме размена со лекари од другите градови, од клиника. Поминавме низ тежок период. Јас се надевам дека нема да дозволиме да ни се случи повторно тоа и сепак зависи од сите нас. Докторке, јас ви благодарам за ова интервју. Се надевам дека и понатаму ќе имаме соработка и навремено ќе ги информираме пациентите, но и граѓаните што се случува со Струмичката општа болница. Ви благодари на вас. Ние сме секогаш тука на располагање за било кои информации и за вас за информации, се разбира за пациентите. Се надевам дека во наредниот период ќе помине овој бран со короната и конечно ќе можеме во новата апаратура која што имаме да овозможиме да пациентите добиваат здравствени услуги тука и да не патуваат на страна во Скопје и во другите градови. Тоа е нашата цел во идниот период. Значи да можат тука да ги обавуваат сите оние здравствени услуги, диагностички процедури кои што им се потребни за лекување и за диагноза.